Добро вечер, почитувани, уште едно издание на емисијата Ферплей на регионалната телевизија К1. Оваа вечер разговараме за еден спорт кој што во моментов слободно можам да кажам дека е број 1 спорт во Македонија. Станува збор за одбојката. Македонската репрезентација континуирано бележи успеси на турнирот кој што се одржа во Бугарија, во Варна. Тие од 3 можни надпревари, сите 3 ги освоија и подоцна на турнирот овде во Скопје, исто така ги одигра надпреварите без пораз. Ова вечер говориме токму за состојбите во одбојката, за одбојкарската репрезентација, но секако говориме и со нашиот соговорник вечерва Јован Чеманасков, кој што забелешен е добро познат како еден од извонредните одбојкари во времето кога Борец се надпреваруваше во првата и во втората лига. Она што исто така ќе говориме е за моменталната состојба овде во одбојката и секако за неговата кариера. Јованче, добро вечер и добре дојде во студиото на К1. Добро вечер, Ели, ти благодарам за поканата. Поздрав до гледачите на К1 телевизија и се разбира посебно до гледачите на емисијата Ферплей. Како што напоменав и предмалце, македонската репрезентација одбојкарска можам слободно да кажам дека е број 1 моментално во нашата држава. Ке може ли една генерална оцена или една генерална анализа за се она што се случи во овие вкупно 6 надпревари досега одиграни? Така, значи, прво малце во сенка смели во однос на Европското фудбалско првенство што се одржа во Париз, меѓутоа што се однесува до одбојката, моментално сега репрезентацијата е бум, што се вика во државата. Македонската репрезентација се надпреварува веќе трета година во Лига Европа, каде што постигнува значајно големи успеси. Оваа година веќе можеме слободно да кажеме дека амбициите се веќе освојуване на таа Лига Европа. Лани беа второ пласирани, изгубија во финалето од Словенија. Словенија е стварно една доста јака репрезентација која што сега се надпреварува еден повисок ранг со еден Урнаут, со еден Чебој, со еден Пјанек, со еден Винчич кои што играат во италијанската прва лига, во Трентино, во Лубено, Челате, така да стварно доста квалитетна репрезентација. И 3-0 изгубивме, додека оваа година како фаворити се издвојуваат, реков, Македонија, Бугарија, да не ја испуштиме како домаќин Варна, и од другата група пласирани во Final Four се Естонија и Австрија. Што се однесува до претходните два турнира, стварно очекувани се тие резултати. Репрезентацијата е составена од искусни репрезентативци, играчи кои што долги години се надпреваруваат и играат во странските првенства. Ќе ги споменам Деспотовски, кој што неколку години настапува во Романи, искусен плеймекер, техничар, организатор на играта. Тука е младиот Георгиев, кој што неколку години шампион во Бугарија, во Стомарек Дупница. Неговиот брат Никола Георгиев, кој што во Турција беше број 1, предходната година во Париз својле беше играч број 1 во Франција, со тие сите француски репрезентативци, он беше MVP на лигата, и оваа година во Јапонија. Стварно во Јапонија да играш, стварно треба да бидеш доста квалитетен. Да не ги забориме Јовица Симовски, кој што освои купот на Франција како најдобар поентер оваа година, Јовица Симовски, кој не настапуваше за жал на првиот турнир, и меѓутоа и без него успеа нашите да ги извојат тие 3 победи. Но затоа им се приклучи во вториот овде во Македонија. Така, нема срце машко што викаат, не може да издржи и покрај сите тие што ги имаше, некои си проблеми, најде сили и начин да се врати. Се надевам дека ќе биде и на финалниот турнир во Варна, што ќе биде од 1 и 2 јули сега наредниот месец. Јованче, да проговориме еве соријат за надпреварите. Првиот надпревар беше помеѓу Македонија и помеѓу Албанија. Победивме со 30-0. Чинам дека ова не беше тежок надпревар за македонците, со оглед на тоа дека албанците, ако не се лажам, немаат победено на овој турнир. Албанија е репрезентација која што прва година сега се вклучува во овие надпревари во Лига Европа, така да за нив е успех представуваше, следејќи ги приликите таму, затоа што имам доста контакти, пријатели, настапов една година во Албанија во Тирана во Динамо, така да имам доста контакти, доста пријатели, контактираме, комуницираме, и за нив ова беше успех да се пласираат, односно да се надпреваруваат во таа Лига Европа. Не се очекуваше некој поголем успех од нив, они се сепак млада репрезентација, имаат доста добри играчи, меѓутоа искуството си го прави своето. Двајца само искусни играчи имаат, кои што се фактички родени од Косово, имаат албански пасош.
на Газме Хусе кој што играше претходната година во Пјаченца, сега играше пред оваа година во Турција со доста успех и кај тази искусен техничар околу 2 метри кој што има настапувано во Швајцарија, во Австрија. Они се тие двајца кои што се издвојуваат, другите играчи се горе-доле од банското првенство и од нив не се очекуваше многу. Данска е селекција која што така скандинавците се незгодни, меѓутоа нас многу ни лежат, така да со сите надпревари квалификации за европски првенства, нели еве за Лига Европа што сме играле, сме ги добивале со така некако надпреварот со нив беше како изедначен, можам да кажам. Некако се вагаше, еден се ти, еден се ние. Така. Значи данците се, реков, многу незгодна екипа, меѓутоа очигледно дека ни лежат и ги добивме и нив. Чинам 3-2 беше надпреварот со Данска. Сега репрезентација на Бугарија, морам да напоменам дека не е она прва репрезентација на Бугарија. Репрезентацијата на Бугарија се надпреварува во Светска лига, играчите нели што се од таа репрезентација. Ова е некоја како без селекција, меѓутоа се гледа дека е доста млада и доста квалитетна. И тоа е за поздравување затоа што ностоп ствараат млади играчи кои што погашно се приклучат кон А селекцијата. Така, овде во Бугарија турнирот го искоментиравме, истите екипи беа овде и во Македонија, меѓутоа атмосферата беше поинаква, се игра на домашен терен, расположението кај играчите македонски се разбира беше на едно високо ниво. Па еве накратко да направиме една паралела Македонија со Бугарија, макар што станува збор за истите екипи. Така, нормално нели дека очекувањата тука сакаат пред својата публика играчите да се покажат, да се докажат нели да го дадат својот максимум. Често се зборувани, често се по порталите, по весниците, спартанци нарекувани, знаеме, гледаме, слушаме, пратиме со какви прилики и неприлики патуваат, се снаоѓаат, тренираат. За жал тоа е таа реалноста за сега во македонската одбојка, кај што не може репрезентација да биде со се спастрена и стокмена нели како што треба. Меѓутоа играчите играат со срце, секоја чест за нив и нормално дека пред својата публика сакаат да се покажат и затоа е тој првиот надпревар со Албанија 3-2 и 1-0 губеа, 2-1 губеа, сепак успеа да ја добијат и албанците нормално дека сакаат да се покажат овдека, нели сепак има доста симпатизери што дојде од Косово, од Албанија и тука од Скопје, да, имаше доста, да речем пола дека скоро сите мои пријатели беа тука во Скопје да следат таа албанска репрезентација, така да и они исто имаат поголем мотив. Меѓутоа реков смогнаа сили 3-2 го добивме тој надпревар, веќе со другите репрезентации веќе беше полесно, така со 6-0 скор, одличен скор, заслужено првото место во групата го освоивме и би напоменал само за посетеноста. Да, за тоа и токму сакам да проговориме. Пред да проговориме за овој надпревар кој што следи сега на 1 јули полуфинале, сакам да поразговараме малку за публиката. Можеше да се види, да не речам, меѓутоа беше салата празна, спортскиот центар беше полупразен. На што се должи ова? Го имаме успехот, ги имаме играчите, ја немаме публиката. Дали можеби ова европско првенство кое што се случува во фудбал е можеби причината поради малата посетеност или сепак можеби нешто друго недостасува? Треба време. Значи одбојката прво на државни рамки сведена на нула. И сега треба на државно ниво да биде па за да можеме нели да успееме да придобиеме публика што се вика да се врати во спортските сали. Стварно е репрезентација со таков успех сега во Лига Европа достигнува, аудира да освои златниот медал во Лига Европа, второ место, да има, стварно е жално за тие дечки. Ние како спортски работници, тренери правиме тоа што можеме, да речеме Бекатски клуб Виола Волеј беше организирано да ги посети тие надпревари во Скопје, да даде допринос нели на нашите одбојкари и нашите девојчиња сакаат да ги видат, да се сликаат со нив сите. Меѓутоа време треба, пак треба од корен да се седне, да се фати, па да има одбојка на државно ниво, па потоа да разговараме и за публика. Да разговараме за публика. Треба да ние како на државно да ги вратиме во салата, па тек после нели да. Така, ќе поразговараме и за состојбите во одбојката, но еве пред да го преминеме на тоа прашање да поразговараме за овој надпревар кој што сега на први ќе се одигра во Варна. Надпревар со Австрија. Да,
Австрија беше втора пласирана во таа друга група, каде што беа уште Естонија и Белорусија и Луксембург, мислам. Австрија претрпе 2 порази од Естонија и затоа како втора пласирана игра со првопласираната, тоест нашата репрезентација. Австријците не се доста познати муштери, што ви рекле. Имаме играно со нив 2012, мислам дека квалификации беа, тогаш 3-2 беа двата надпревари. 3-2 добивме, 3-2 изгубивме со австријците. 2014 3-1 двата надпревари ги добивме и во ланската Лига Европа двете утакмици ги добивме со Австрија по 3-0. Очекувам дека ќе биде глатко, што се вели, нели, на тој полуфинален надпревар со Австрија, затоа што не гледам причина некоја да не биде така. Згора на тоа нашите се подобри и се поискусни, така да мислам дека ќе поминеме лесно во финалето, кој ќе се одржи на 2. Надпреварот се одигрува во Варна во 15 часот. Се надевам дека ќе смогнат сили да изврши телевизијата македонска наша директен пренос. Морам да тука исто да искажам некој, не е тоа револт, него некое мое размислување, незадоволство, за да ние ги пратиме репрезентативите на Лаола ТВ, примерно, некои портали, на некои телевизии, да можеме да ги следиме нашите репрезентативци, да не може да смогне сили да тоа се 3 надпревари да ги реализира. Се надевам дека сега од финалниот турнир ќе имаме и пренос. Ако не, ќе гледаме на лайв стримови. На лайв стримови, така да на први од 15 часот почнува, финалето ќе биде наредниот ден. Так. Со Естонија се надевам дека ќе биде или Бугарија. Естонците лани ги добивме во полуфинале, значи игравме во финале благодарејќи на победата против нив со 3-0, тешко беше, со цена по 22-23 поена зима, или пак домаќинот Бугарија, ако остане во овој состав, значи таа ќе биде изедначена борба, така да се надеваме дека ќе оваа година ќе бидеме први. Се надевам дека во финале со Естонија ќе играме, за да сепак нели финале на домашен терен бугарите би било малце незгодно за нашите напици. И тоа како и да е, јас верувам во нив и во нивниот успех. Сите веруваме, сите ги бодриме, чинам и по порталите како што кажавте и вие се застапени, меѓутоа жално што не се телевизиски покриени. Она тема која што ја начнавме пред малку, тоа беше состојбата во македонската одбојка. Според тебе каква е? Кажавме дека се уште сме, да не речам, млади, некако овој народот како да изгубило на навика да има одбојка во Македонија и да се следи овој спорт. За разлика од ракометот и кошарката, фудбалот малце и таму состојбите се поинакви, меѓутоа еве, кои се вашите размислувања во однос на ова? Далеко е дека сме млади во одбојката, во однос на публиката да се врати повторно да се навикне на него баш онака што кажавте, некако као да се подзаборави на времењата кои што порано беа. Па мислам дека моментално одбојката по ниски гранки не била сведена на ниво на република, на држава. Да едва екзистираат една машка и една женска лига, тоа е стварно, значи за загрижување. Машката лига е составена од 6 екипи. Ако земам да ги набројувам, Велес немаше машка екипа, претходната сезона Скопје немаше машка екипа, каде што работнички Вардар беа, нели? Крушево немаше, така да не знам, некако отидоа по малце Шутова беше шампион кој што на полусезона ги собра играчите од Македонија и направи тим, освои купот и освои титулата. Како ќе продолжи оваа година, Шутова до лани не се надпреваруваше, значи она оваа година се формира, она постоеше Шутова, нели, имам јас настапувано 2 години преди таму во Кичево, и тоа не постоеше некој период, и сега повторно се активира годинава, влезе во првата лига, ги собра играчите и стана шампион. Додека другите клубови, Струмица, стандардно си има свој помладок кој што се надпреварува, Сушево, Пробиштип, Штип, значи тоа се некои екипи кои што некако
кубурат што се вели, колку да се рече дека има одбојка, и за да можеме ние да се надпреваруваме во Лига на Европа, ние мораме да имаме лига. Значи, ние еден клуб ако се откаже, ние не можеме да формираме лига. Лигата е составена од 6, најмалку 6 екипи. Истото е со женската одбојка. Женската одбојка маце, нели, по друго е, млади категории има доста, кај девојките има поголем интерес, кај помладите, затоа што некој вика да одбојката е женски спорт. Не би се согласил дека е женски спорт, меѓутоа можеби затоа што нема контакт меѓу играчите, меѓутоа не би се согласил. Одбојката, ја би рекол дека е интелигентен спорт, не дека така. Многу ми навела дека е комплексен, но подоцна за тоа ќе проговориме. Она што еве во овој момент се случува овде во Велес, како што ракометниот клуб стана градски, така и се оформи градски одбојкарски клуб Борец. Еве, кои се размислувањата во однос на оваа иницијатива? Клубот е веќе оформен. Вела дека очекуваат на есен да се надпреварува овој клуб. Така, значи за поздравува иницијативата за формирање за помош на одбојката од страна на општината. Во неколку наврати претходните 2 години во присуство на некои турнири кои што ги организираат разни градоначалници или разни општини, совети на општини во Скопје или надвор од Велес, значи други општини, во соработка во комуникација со нив, викам секоја чест затоа што одвојувате средства подеднакво за сите спортови. Јас јавно кажувам, значи до сега се осеќавме како граѓани од втор ред, како одбојкарски работници, затоа што нели се финансира ракомет, не се финансира одбојка. По чему да се финансира ракомет, зашто не е одбојка? Меѓутоа, дали се слушнати тие замерки, дали нивна, мислам, идејата беше таа, сепак за поздравување. Убаво е да во градот имаме одбојка, и сега како ќе функционира, значи најавите се тие од страна на раководството, Валентин Миланов како претседател, дека оваа година ќе се формираат, ќе се направуваат во првата лига. Како ќе биде тоа и со каков успех, не можам да кажам, затоа што некако имаме еден вакуум простор со играчите. Кога пред 5-6 години, значи кога се вратив јас во Борец, го преземав клубот како Борец, иницијативата беше моја да од почеток од нула почнеме и да формираме еден клуб кој што такмичи втора лига и постепено ќе оди нагоре и нагоре. Така да со тие голобради момчиња од 8 одделение прва година, додека стаса 4-та година, ние станавме вице шампиони. Значи 2 години во втора лига, третата година се направува во прва лига како четврто пласирани, делија со Шкендија, и наредната четврта година кога беа веќе матуранти, они беа вице прваци на Македонија, игравме финале со Шкендија за купот и за титулата. Знаете како во природа сум амбициозен тип, сакам да одам секој чекор по чекор нагоре. Кога веќе тие дечиња ќе ги наречам затоа што дечиња, нели, матуранти дојдоа по 18 години, кога веќе може да се надпреваруваат во прва лига, кои играа со своите многу по-возрастни колеги, тие клубот немаше некоја, не видовме амбиција со спонзорот, нели, со луѓето од управата, сакаа да останат на тоа што се, и затоа се стагнираше, го напушти клубот затоа што или ќе одиме напред или не. За жал таа година како така се надпреваруваше со некој неуспех, и веќе втората година после за моето заминување клубот згасна. Штета е за тие дечки кои што сега имаат 23 години, наместо сега да бидат оние во екот на својата кариера, тие сега немаат контакт со топка, некои се поправени, некои се, така да, не знам, најавено дека ќе се вратат тие дечки, ќе треба време, убаво е таа генерација да се врати. Да, вела дека како што успеа во ракометот, скоро 99 можам да кажам проценти од играчите се велешани во ракометниот клуб, се надеваат дека и во одбојката ќе внесат таа практика да бидат сите одбојкари велешани. Па дали Велес има доволно? Претпоставувам дека има, меѓутоа еве од ваша гледна точка и од стручен аспект можам да кажам. Многу е тешко, знаете, после пауза од 2 до 3 години кај што го имаат изгубено тој напредувачки циклус да се врати. Многу е тешко да се вратат играчите кои што веќе играат настрана, таму заработуваат и така. Реков, не знам, не сум сигурен колкави се амбициите, колку е финансиската поддршка за да може тие играчи да ги врати и да се направи една екипа.
Да, нормално дека Костуро треба да биде од Велес, од велешки играчи. Има млади момчиња кои што нели да чукаат на првата врата, следиме успеси за во млади категории. Меѓутоа треба време и треба работа. Не знам колку се амбициозни луѓето од штабот за да у секој случај за поздравување иницијативата да се афирмира нели да овој клуб и да има веќе одбека. Да, тие кажаа дека има млади, условно кажано, деца кои што и како тропаат на вратата на првиот тим и да нормално да зиграат во оваа лига која што можеби е со малку екипи, но сепак. Па да, затоа реков јас за поздравување иницијативата да се формира, нели, тој затоа што ако веќе они во своите категории, пионерски, кадетски, младински, достигнуваат некои си успеси, мораат и да продолжат оно кој што пред малку кажа. Значи мора да одиме скала нагоре. Ако тие сега немаат да се напреваруваат веќе во повеќе гранка, како што е сега прва лига, порано беше втора па прва, каде ќе одат тие деца? Каде ќе се напреваруваат? Ќе се откажат и ќе се препуштат повторно на улицата за жал. Така. Она што не можеме во никој случај да го изоставиме овде во нашите спортски емисии се токму кариерите на луѓето кои што ни се гости. Па така и овој пат вашата кариера чинам започна во Борец, во клубот каде што и подоцна ги браневте боите. Како беше тоа? Како беше тогаш? Со оглед на тоа дека јас имам информација кога се подготвував за оваа емисија дека впрочем ви потекнувате од едно спортско семејство и вашиот татко бил еден од најпознатите центар халфи во фудбалот овде во Борец. А вие одбојкар, како се случи и како ве запловивте во овие води? Така, па добро, почнав и јас малку фудбал да тренирам. Така? Да. Сепак неизбежно беше тоа. Почнав фудбал, но нормално одев по надпревари, гледав, почнав како мало дете да тренирам фудбал. Но имаше еден пријател на татко ми, Коле Зафиров, кој што така некако успеа да ме придобие за да земам да тренирам одбојка. И некако благодарение на него ја засакав одбојката и после тоа не можеше никој да ме оттрне. Имав понуди да земам да тренирам ракомет, пример од Кирков на времето, нели, ајде да дојдеш заедно со братучите, со Пепи Манасков, ќе бидете тандем, нели, Манаскови. И не успеја во тоа, си продолжив да си тренирам одбојка. Знаете како? Тоа бе времење каде што се знаеше на кого каде му е местото. Значи во 7, во 8 одделение настапав во пионерската екипа на Борец. Веќе кога со завршувањето на 8 одделение премина во младинската екипа на Борец под раководство на Александар Жабев, постариот брат од Жабеви, кај што да речем најголемиот заслуга ја има он. Во прва и во втора година средна школа. И веќе во трета година по завршувањето на втора година се правеше како селекција. Значи тие што се подобри од младинската екипа не земане носија на припреми со првата екипа. Тоа беше далечната 86-та, се сеќам 30 години славеше клубот од јубилеј, нели имаше. За мене беше тоа еден доживљај со играчи кои што настапувале во првата југословенска лига, да бидеш рама до нив и нормално дека сакаш да си стенеш. И таа година двајца преминавме од младинската екипа во сениорската екипа. И веќе од трета година средна школа, тоа со 17 години, станав првотимец или во првата постава на Борец. Такмичевме во тогаш многу јака втора југословенска лига, каде што беа вклучени Македонија, Србија, Црна Гора, Војводина, Косово. Тоа се сега малтене српската лига е сега, нели, со Звезда, со Партизан, со Обелик, Вегетска, Будванска Ривиера, Подгорица, Подгоричка банка, Нови Сад, Војводина. Значи тоа се стварно екипи утакмици на превари кои што ги изигравме доста квалитетни. Така да некаде до 92-93 година, тие 6-7 години, ги поминав во Борец. Кога настапуваше за Борец, многу ми навела дека тоа беа златните денови на одбојката овде во Велес. Како беше тогаш? Малце дел ни напомено, но еве, подетално. Публика имаше добри играчи кои што беа дел од овој тим и кои што заедно сите вкупно го сочинувавте тимот кој што можам слободно да кажам дека беше еден од подобрите во Македонија.
Така, добро да не забораваме да не ги испуштиме оние претходните генерации што беа пред мене. Значи јас некако од моја гледна точка би поделил Борец оваа година слави 60 години од своето постоење, од постоење 1956 година е формиран. Убаво се сеќавам првите тренерки што ги добив со емблемот и од 1956 тогаш беше 30 години или јубилеј. Тоа беше за мене, со гордост ги носам. Како не? Значи би поделил од 56 до 86, значи кога настапува оние познати нели одбојкари во познатата прва југословенска лига заедно со појачувањето од Полска. Ајде да ги не помнеме, тука се Ботарев, Настев, Јолевски, Арсов, докторот Трајковски. Така да претходно да не ги заборавиме и Жабеви, Диневски. Така да Плејада на играчи. Значи стварно играчи кои што допринесоа за популаризација на одбојката. Јас се сеќавам како дете, нели во тие пионерски, во младински екипи, одевме да подаваме топки на тие надпревари во Благој Кирков во салата, каде што немаше место, значи се полнеше ако надпреварот беше од 11 часот, во 9:00 беше затворени вратите затоа што беше салата преполна. Данас беше како деца доживели да бидеме дел од тој спектакл, нели на. Подоцна со испаѓањето од првата југословенска лига, значи Борец се натпреваруваше нели во втора југословенска лига, тогаш дојдов јас на местото на Ботарев како техничар. Пред малку напоменав дека стварно доста квалитетни надпревари изигравме, имаше народ, имаше публика, имаше интересни надпревари, имаше што да видат. Така да стварно тоа беа едно задоволство да се тренира и да се игра. Од тие години некако беше формирањето и на одбојкарската репрезентација на Македонија. На првите два собира бев нели повикан од прв собир од сега почнатиот професор доктор Митко Циев како прв селектор на македонска репрезентација. Бевме собрани на два собира и потоа од приватни причини мора да се откажам затоа што работи, веќе се вработи како професор во училиштето, не може да одговорам на позивите. Не е некоја работа каде што може да земеш денови одмори слободни, училиштето не трпи отсуства, така да мора да се откажам од репрезентацијата. Убави денови и тоа само треба да се почувствува оние што биле или на терен или во публиката. До ден денеска јас некои луѓе не само од Велес, од Скопје некна на некоја обука бевме. Јас тебе вика те познав од некаде, каде ме познато, човекот прв пат го гледам. Да, играше во Вардар, идев на надпревари. Значи знаете како убав спорт е за гледање одбојката, меѓутоа моментално сега е фрлен во сенка, нели со ракометот, еве со кошарката, се европското првенство фудбал, нели. Така да треба доста да се работи за да дојде пак на она ниво каде што беше порано. Кариерата се движеше нагоре после Борец. Следуваше, чино ми дека игравте, ако не се лажеме, на сезона во Тетово, во Шкендија. Претходно не поменавте дека сте биле дел и од клубот на Тирана, во Тирана. И таму сте играле, па еве, кажете ни каде се сте направиле трансфер? Знаете како, клубот одеше во нагорна линија, 93-та година го освоивме Купот на Македонија, што беше стварно еден голем успех и мислам дека тоа е единствената титула која што Борец како ја има освоено нели на овдека на ова ниво. Убава генерација, многу добра екипа под покровителство на Универзал Промет, Мечкарови, голем благодарност до нив, кои што смогнаа сили, направи една добра екипа и резултатите се дојдоа нели сами по себе. Го освоивме Купот на Македонија и наместо да продолжиме ние, нели, за жал клубот е толку е сега, не можеме да продолжиме ако ви одговара така. После завршувањето на таа година 93-та, бидејќи немаше амбиции некој клубот, реков по природа што тогаш сум бил и млад и амбициозен, сум сакал да одам нагоре, замина во Работнички. Значи Работнички беше државен шампион, ние купот го освоивме, оние го освоија првенството, замина во Работнички.
понатаму во младост Смелита од Штип, па повторно работнички 3-4 години, че таму 4-5 години во работнички Фешпет беше тогаш. Освојувавме дупли круни. Тек после замина во Тетово. Да, во Тетово, во Лирија настапував едно, 3-4 години. Знаете, работнички беше стварно една екипа под водство на Јошко Миленковски, кој што сега работи, нели, професор на факултетот, држи катедра одбојка, кој сега работи во Турција, има доста добри успеси. Меѓутоа, тој период веќе годините се минеа, доаѓаат неки нови клиници што ги викаме, и нормално дека ќе им дава предност нив, и ме чуваше мене за не дај Боже, ако сгусни, ајде ќе влезе манасот да заврши работа и ќе добиеме така. Меѓутоа, не сум тип кој што као джокер, нели, сакам да настапувам, сакам да играм, така да почнав да именувам клубовите, нели, амбициите се тие. Лирија дојде се појави како амбициозен клуб. 2-3 години настапувавме, игравме во финалето на купот исто така како вице шампиони со работнички, со, нели, поранешниот клуб. Понатаму Шутово од Кичево исто 3 години во полуфиналињата игравме на купот и на првенството. Реков младост Мелита од Штип. Вардар од Скопје исто така се собравме на доста добра генерација. Јас се реков на 30 години. Значи сите што порано сме играле во работнички, како веќе која наполниме 30 години, се собравме, направивме на солидна екипа во Вардар од Скопје и исто игравме финали за првенство и за куп. Настрана, да, една година бев во Тирана, во Динамо од Тирана. Прекрасно едно искуство, морам да напоменам. Сите тогаш во тоа време ме се прашува каде ти Албанија, што бараш те нека Албанија. Албанија во тоа време можам да кажам дека имаше и подобри услови што се однесува за играчите, значи осигурани, добро платени и така натаму. Тога многу доста добро ме прифатија. Се надевам дека вратив исто и јас на свој начин како колку што можев. Они немаа веќе 15 години освоена никако титула. Кога дојдов го освоивме купот, стварно беа пресреќни, меѓутоа реков поради работните обврски не можев да продолжам. И 2 години последната кариера од кариерата ги заврши во соседно Косово, кој што тука не е блиску, па можев да патувам секојдневно на тренинзи или на утакмици. Исто и таму освоивме двојна круна. Освоив куп и шампион на Косово, и веќе со 41 година сметав дека ја претерав. 40 години се стварно години за почит. Мислам дека денеска не познавам друг случај таков, освен вие. Знаете како, улогата ми е специфична, ми беше, нели? Значи, можев да играм на стара слава, не искуство, знаете како. И името ми беше, нели, сепак кој ти идав последните 2 години во Косово, Манасков. Манасков беше поим, значи секаде поим, знаеш, само кој се појавам и оне. За мене ќе направиме истата екипа, истите играчи, ќе влезе за мене друг, одма се менја концепција, се менја се. Значи, реков, играв на повеќе на стара слава и на искуство. Логата, нели, моја во одбојкарската игра како плеймекер, како техничар, како организатор ми дозволуваше тоа, нели, да играм на искуство. Колку си, знаете како, техничар е специфична улога во одбојката. Тој е организаторот на играта, мора да ги гледа сите работи, на кого моди, на кого не моди, од другата страна противниците. Значи, тој, додека при мачите и оние смечерите се, што викаме, замежи, тепа и немоа мислиме. Така, токму ова ми беше следното прашање, дека сте играле како играч кој што впрочем и организира играта. Колку е ова лесно или пак можеби тешко за еден играч? Колку треба да биде првенствено психички спремен за да одговори на оваа позиција? Затоа што сепак станува збор за организација на ни малку скромно ќе кажам, без разлика што сум бил, нели, техничар или организатор на играта, најнеблагодарна работа, односно функција, меѓутоа најодговорна, нели. Од него се почнува, од него се завршува. Зошто викам најнеблагодарна? Ако екипата случајно изгуби, техничарот е крив, затоа што лош резон имал, слабо дигал, не ги дигал убаво топките или не на вистинското место и, нели, техничарот е крив, не е оне.
Ако се добие надпреварот, тогаш се разбира кој е најдобар, оној што јако смечирал или а не гледа дека за да добие за добро да смечира, некој му ги наместил, го ставил без блок или го ставил со еден блок, нели нели реков. Ова ќе му дојде како голман во фудбалот или во ракометот. Кога ќе се даде гол, тој е крив, ако ќе го одбрани, сепак пак одбраната. Он е вистинскиот, да. Знаете како, некако реков, мора и собствените играчи да гледа и противничките играчи да ги гледа каде на кого му оди од нашите играчи, на кого не му оди или каде е слабоста на противничкиот играч. Значи мора да биде цело време сконцентриран. Мали пропусти или мала патна концентрација веќе цела екипа губи, затоа што секоја топка, секој напад оди преку него. Другите играчи можат да вртат и да добијат или да не добијат по 2, 3, 5 топки, зависи, нели. Техничното секоја топка доаѓа, се прима, техничното тој што дистрибуира. Така да нормално дека е напорно и бара концентрација, али реков, значи или ќе бидеме се или ништо. Так. Многу ми навела дека одбојката е комплексен спорт. Таму нема недостатоци, не смее да има недостатоци. Или ќе бидеме комплетни, или нема да добиеме надпревар, нема да бидеме на вистинското место први или помеѓу првите три. Еве, кажете ми, зошто е комплексен спорт и зошто покрај овие работи кои што ни ги кажавте, токму за оваа позиција вие која што сте ја играле во тоа време, зошто овој спорт вела дека е комплексен? Што е она што мора да се поседува за да се биде успешен? Затоа што вела дека еден играч ако тренира 2-3 години ќе биде играч, меѓутоа нема да биде доволно добар за да игра да одговори на оние работи кои што му ги задал тренерот. Значи не може да биде професионален играч ако во своите нози нема одиграно барем 5 години одбојка. Така, значи за се си треба време и искуство. Значи прво викаме 2-3 години најмалку треба да се совлада техниката. Кога разговараме со колеги или на семинари кога одиме, кога е најдобро да се почне со одбојка, нели, за децата сега зборуваме. Знаете, вика Владимир Грбечко што беше сега скоро во Македонија на еден семинар што ни го одржа. Најдобро време од 6 до 9 години е најдобро да се работи таа корективна гимнастика која што пред една година ја имавме, нели, нашиот клуб ја имаше, тоа функционираше во склоп на клубот. Понатаму после од 9 до 12 години, каде од 12 до 15 и така натаму. Значи прво треба да се совлада техниката, а џабе се совлада техниката ако немаш после тоа некое си искуство. И затоа сакаме овие деца сега што тренираат кај нас да ги уфрлиме во игра, да играат што е можно повеќе, да стекнуваат поголемо искуство, макар и губеле, макар не освоиле ни поени ни сетови, ни надпревари, битно е да играат, да се напреваруваат со нивната генерација, поврсни и така натаму. Комплексен спорт е затоа што не може тука и мене ме бива само за смечирење, не ме бива ништо. Значи имало родители, слушај, керка ми е за смече добра, друго не ја бива. Значи ако ми ја доверите, ќе ве замолам, напуштете ја салата и оставете ми мене. Значи не може 6 играчи се во поле. Треба да знае топка ќе дојде, треба да знае да прими. Треба да знае ако техничот ја прими, треба да знае да дојде да дигне топка или да нападне или да удари. Значи не може сега, сега ќе се специфицираме, тоа го прават сега. Јас не би сакал тоа да уште сега како во младите категории, ти ќе бидеш техничар, ти ќе бидеш смечар, ти ќе бидеш примач или среден блокер и така. Не. Сите елементи ќе ги совладеме. Еден Милковиќ почна како техничар, а сега е најдобар поентер беше, нели, најдобар светски играч беше прогласен пред некоја година. Така да мора сите елементи од одбојката да се совладаат за да биде еден комплетен играч. Би напоменал тука одбојката на песок, која што доста големо влијание игра во развитокот на играчите за одбојката. Имаме надпреваруваме на 2 турнира. Јас бич волеј. Зошто одбојката на песок? Таму се играат двајца. Значи, се зависи од тебе. Ајде сега, ваму ако се 6 души, можеби некој ќе те покрие во приемот, или техничот ќе не ми дегај мене, не, или не ти оди, па може некако да ротира. Ваму се двајца. Тука мора и да примиш, и мора и да дигнеш, мора на песок потешко се игра, значи, поголема спремност можеш да имаш, така да движењето е потешко. Потешко е, координацијата е скроз друга, одбивањето со топките е друго. И многу добро беше тоа што пред некоја година го направија теренот. За жал сега вчера бевме во паркот, се уште
не е чистен образ да, име најави дека ќе биде, па има, ќе биде се надевам. Иначе и одбојката на песок е доста атрактивен спорт. Значи, имам се надпреварувано во оние што се челендж турнирите во Лозана, мастер турнир кој што од цел свет имаше играчи. Нормално дека испаднавме во втората рунда, нели првата тие две квалификациски. Толку ние се подготвувавме во сала, немаме тука терен, немавме, а отидовме право првиот тренинг го направивме таму во Лозана на песокта. Толку можевме да направиме. Сепак сте пробале, сепак не... Да, и бевме и во Грција исто на искуство. Балканско првенство во бич воле. Тука не бевме последни, Албанија беше после нас, ние бевме 7 пласирани, така да исто големо едно искуство и убави времиња. Така, она што сега во моментов Јован Чеманасков работи, покрај тоа што е професор и тренер на виола волеј. Станува збор за женска екипа, поточно има и неколку момчиња помеѓу нив, меѓутоа сепак станува збор за помали категории. Еве, кажи ни што во моментов прави виола волеј, колку вкупно членови има и што можеме да очекуваме понатаму. Така, со завршувањето на одбојкарската кариера или играчката... Да, претходно сте биле и тренери на други екипи. Да, бев и како играч и како тренер. Значи, сега дека што отидов во Тетово или во Китчево или еве у Косово, и како играч и како тренер бев. Меѓутоа со завршувањето на играчката кариера, кога стварно прекина веќе крај рековме, тогаш го преземав Борец, нели како клуб, и со наредните 4 години направивме еден успех. Поради неамбициозната, нели, на управата на спонзорот, се повлеков да правам што прават. Седнав дома, меѓутоа не се пронаоѓам од 16-та година по терените, по салите, и тогаш во тој момент дојде понудата од Фошпет. Тогаш беше тоа еден клуб кој што спонзор беше еден грчки бизнисмен, кој што исто така имаше доста успех да бидам тренер. Потоа се формира Виола волеј клубот. Тоа е еден клуб кој што млад клуб, релативно, постои 3 години. Составен е од девојчиња, напоменавте неколку машки. Секоја чест на тие машки, поготово Филип Јованов би го издвоил, тој беше сега во Белград, представуваше репрезентација Македонија 2003 играш, има како турнир белградски, одбојкарски турнир имаше. За жал не можам да го вклучам во надпреварачкиот циклус, нели? Меѓутоа упорен е и редовно се доаѓа и се тренира и се напредува. Реков, интересот кај девојчињата е многу поголем. Мене ми представува едно задоволство и занимација. Не можам без одбојката, мене ова ми е како едно хоби и сакам своето знаење да го пренесам на децата. Моментално имам 2 категории. Значи, едната категорија се девојчиња 2000-2001 годиште. Тие се во категорија кадетки. Едно 20 на девојки кои што се надпреварува оваа година во младинска категорија. Значи, реков, они се кадетки, а ги привев лани во младинска категорија. Категорија 98 и помали, 2 до 3 години во одбојката, поготово женска, е многу голема разлика. Меѓутоа сакав да се надпреваруваат, да видат они до кај се и да ги тепаат по глава. Барем нешто да научат, не само да се залажуваме као еве ние сме многу јаки. Не, вие не сте јаки, вие треба да работите за да бидете појаки. Оваа година планирам да ги пријавам во 2 категории, и кадетска и младинска. Значи веќе сега имаат така доста напреднато и сметам дека треба да имаат само уште повеќе утакмици. И една категорија имам кој што се помали пионерки, има пионерки, постари овие ми се помали пионерки. Се уште не ми се такмичат, меѓутоа за оваа година не планирам да ги пријавам, затоа што тек оваа година почна. Тоа се дечиња, девојчиња од 4-то, 5-то и 6-то одделение. Првите чекори сега оваа година ги направија. Супер се дечките, девојчињата, 20 на девојчиња исто така имам. Тоа е капацитетот на салата, значи не сакам да собираме само деца, а на квантитета да нема квалитет. Реков, во Блаже Коневски работиме на 2 терена, на едниот терен не се
овие постариве кадетките, на другиот терени се помаливе пионерките. Сега рачунете кога на некој тренинг нема да дојде 1, 2, 3, остануваат по 15-16 деца едната група, 15 која што е една солидна бројка за да се работи. Тука Јосе Ристов и Љубенчо Ристов ми помагаат, Мики исто така ми помага Радевски. Има интерес кај овие помошнициве мои, доаѓаат, сакаат да работат, да напредуваат, дечкиве сакаат да работат. Многу сум задоволен, поготово еве пак ќе ги напоменам малава група. Имаме 2-3 надпреварно и изиграно и со екипата Fox Volley од Скопје, ни доаѓаат, сме биле во Скопје Јанта Volley да се дружиме, да поиграме. Меѓутоа сметам дека е рано уште за да ги пријавиме да се такмичат. Здравие 2017 би ги пријавил во една категорија пионерки. Така ние ќе ги следиме нормално успесите на одбојкарите, како впрочем тоа што и го правиме во континуитет. Нашата телевизија континуирано се вложува и стигнува онаму каде што може да стигне кога станува збор за некој спортски надпревари, нормално доколку добиеме покана. Она што исто така не го напоменавме е тоа што овде во Велес имаше и многу солидна женска екипа во периодот на Форшпет, овој германски спонзор кој што грчки спонзор кој што дојде овде во Велес. Што се случи што тој тим никако згасна? Девојките веќе и не се ни надпреваруваат. Така, имаше доста добра екипа. Штета за тој клуб, меѓутоа не најде на разбирање на едно прифаќање од страна на домашниве, на велешкава публика, право да ви кажам. Значи, човекот дојде од Грција, инвестираше, спонзорираше, донесе играчи од Скопје, донесе играчи дека бев јас тренер, донесе играчи од Грција. Значи, имав, како да кажам, одврзани раци. Ми треба коректор. Коректор во Македонија нема моментално, донесе од Грција, од Соломија, Ирини Папастефанова. Доаѓаше тука, тренираше, работеше. Значи, меѓутоа, после 3 или 4 години, не се сеќавам, човекот си замина од едноставна причина, веќе јас тука фрлам пари, инвестирам во клубот, а немам ништо повратно. Повратно не мисли у финансиска гледна точка. Повратно да биде прифатен. Значи некако што бара Гркот кај нас, не борец, не ова, не... Пазите, јас сум борец, значи јас сум дете на борец, јас го сакам борец, нормално, нели? Меѓутоа, да го испочитуваме тој што сака да влезе и да инвестира, без разлика од каде е. Сега човекот инвестира, дава тоа за наши деца. Сепак за спорт станува збор, не станува збор за нешто трето. Очигледно се вмешаа некои други работи и човекот нормално дека ќе се замени кога гледа дека е непожелен, како да кажам, дека во градот да се замина. Е така и се формира и Виола Воле, затоа што останаа тие Форшпет, додека пред да дојдам во Форшпет немаше некоја пионерска екипа, значи си имаше само прва лига и си играат тие. Со самото мое доаѓање реков, освен што ќе го формираме типот, приоритет ми е да се формира младинска школа, односно пионерска школа, затоа што ние можеме 1, 2, 3 години да земаме играчи од страна, но мораме со свој играчи, свој погон. И се формираше тогаш и пионерската школа, заедно со Сандра Ноневска, што е завршена на факултетот за физичка култура, заедно работевме и тие се тие дечиња кои што после од кога се замена спонзорот останаа на улица и родителите не сакаа да престанат нивните деца, секоја чест реков на тие родители, јас кога замре клубот кажав другари, тоа е тоа, повелете. Не, они застана, рекоа, ние ќе се формираме, ти да си ги тренираш, ти да си ги водиш, да си продолжиш. И така тие дечни сега што се сега по 16 години, пред 4-5 години, тие беа тие кои што почна и сега се продолжи на иницијатива, реков, на нивните родители. Многу голема улога играат родителите, дека морам да напоменам и еден апел до нив. Во една изјава Никола Грбич, сегашниот селектор на српската репрезентација, или познатиот техничар. Така. Он една година помал од мене. Вика, јас нема да се обратам до играчите, до бакарите. Јас ќе се обратам до родителите. Они се тие кои што треба, што знаат што треба за своето дете. Дете како дете не знае што е добро, што е лошо. Тоа малци ќе се налути, нема со кого да игра и ќе се налути, јас не одам веќе на тренинг, не ми се свиѓа. Он го кажува, тоа е еден пример на познат српски кошаркар. Не сакаше да го споменува името, меѓутоа вика сега е најбараниот кошаркар во Европа. Игра мислам дека во Реал Мадрид.
не сакаше воопшто да доаѓа на тренинзи. Родителот беше упорен, инсистираше, го носеше секој ден на тренинг, иако не сакаше детево. После некоја една утакмица, вика, стана едно свартување, еден прелом, дали добро изиграл, дали одлучувачки кош дал детево, не знам. Сега моментално е најдобар или најбаран. Што ако во тој момент родителот не дадеше поддршка или не инсистираше на детето да биде упорно и да се тренира? Тој немаше сега да биде кошаркар. И затоа велам апел до родителите. Не мора да бидат они утре искусни или изврсни некои си играчишта, некои од бекари, од бекарки. Сепак самото доаѓање на тренинг, тренирање, дружење, социализација, јас на девојките стално викам утре кога ќе идете на плажа, што се игра? Одбојка. Ќе бидете главни таму. Така е, точно. Јованче, јас ти благодарам за гостувањето во ова издание на Ферплей. Овде е веќе и крајот. Ние можеме со часови да разговараме на оваа тема, затоа што има зашто да се разговара. Уште еднаш се заблагодарувам и ве очекуваме повторно во ова студио со успеси со Виола волеј. Ви благодарам на поканата. Се разбира кога ќе има некој си настане, ќе ве информирам. Благодарам. Почитувани, ова беше се во денешното издание на емисијата Ферплей. Мој соговорник беше Јованче Манасков со нова тема и се разбира нов спорт и соговорник за 7 дена.